Синоќа и ноќеска во Кочани престојуваа премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче, кој откако ја видува ситуацијата на опожарениот терен дадоа изјави за медиумите. Овде сме јас и министерот за здравство Венко Филипче, директорот на Центарот за управување со криза, покрај градоначалникот на Кочани, градоначалникот на Штипи. Ние ќе останеме цела вечер тука и ќе бидеме тука затоа што важни се проценките кои што ќе направиме после полнок до утринските часови заради дејствување на хеликоптерите на територијата на целата земја. За жал горат доста планини во нашата земја и се организиравме утре наутро затоа што ниту кај нас, ниту во било кои други земји навечер хеликоптерите не дејствуваат. Може да загинат затоа што не се знае, може да повредат луѓе кои што се некаде влезени со најдобра намера да помогнат. Затоа по прописите секогаш за време на ден се дејствуваат хеликоптерите. Министерот Филипче истакна дека стрекна околност во актуелната ситуација е што нема повредени и жртви од пожарот. Тој соопшти дека има десетина лица кои се пожалиле до итната помош на проблеми со дишењето поради вдишан чад, но и кислородна подршка биле пуштени дома на понатамошно закрепнување. Изминатото претпладне интервенирано и во гаснењето на пожарот кај Костиндол и Ново село, кој исто така е локализиран и во голем дел изгаснат. Тоа што следи е проценка на штетите предизвикани од огнената стихија. Инаку денеска вонредна седница одржа Советот на општина Кочани, на која беше разгледана ситуацијата со и по пожарите и се предложија соодветни мерки во насока на санирање на последиците.